Функционерите на СДСМ и ДУИ кријат викендици, куќи и станови. Таен имот тежок 30 милиони евра, велат од ВМРО ДПМН кој обелоденија нова афера за коалицијата на власт. На списокот од 123 функционери имало председатели на комисии, директори како и раководни луѓе на институции кои не го пријавиле својот имот во антикорупцијската комисија како што бара законот. На списокот кој го поседуваме има куќи, станови, викендици, деловни простори кои се скриени од очите на јавност. На овој список се државни функционери, председатели на комисии, директори и раководни луѓе на институции. 5 години власт на СДС, 123 именувани функционери на државни позиции кријат имот вреден 30 милиони евра. Ги поседуваме сите детали. Новата афера тајни имоти е уште еден показател како власта функционира надвор од законите, заштитувајќи ги прекршителите на истите, кои во овој случај се избрани и именувани функционери, а чија обврска е да служат на граѓаните на Македонија. Од опозицијската партија не веруваат дека станува збор за системски пропуст, туку за системско и намерно прикривање на имот. Оттаму не ги открие имињата на функционерите. Дадоа рок од 24 часа за институциите да се произнесат, пошто ќе ги обелоденат сите информации. Воедно, институциите како Комисијата за спречување на корупција и судирни интереси, кои се формирани за спречување на ваквите дејанија, практично се соучесници во шемата која ја креира власта и се нивни заштитници. Даваме рок од 24 часа институциите сами да ги објават овие имиња, во спротивно од утре ќе ги објавуваме поединечно заедно со имотот кој го кријат. Откако ќе ги објавиме, ќе побараме и проверка на потеклото на имот, зашто тајниот имот е таен поради одредени причини, а најголемата е дека истиот би можел да е нелегално стекнат. Инаку според законите за спречување на корупција и судирни интереси, избрани и именувани државни функционери имаат задолжност во рок од 30 дена по назначувањето до Комисијата за спречување корупција да поднесат анкетни листови, во кои мора да го обелоденат имотот на свое име, како и имотот во сопственост на најблиските роднини.